Мислам дека првата мисла ми беше дека конечно бидна и конечно бидна на мој роден ден. Реков готово, го завршив и ова, влегува во моje CV, толку е, сега ми е многу ладно, ајде подхитно доле да се симне. Знаевме физички дека сме добри, единствено нешто што направивме е дека имавме посебни подготовки, како да речеме туркање и носење точак на снег. Тоа ни беше една од подготовките, тоа ги правевме тука на водно, каде што баш во ноќни услови, кога беше поладно, со точаците туркавме, возевме, чисто мала симулација да направиме, иако пак ќе кажам дека сите тројци и претходно тоа сме го правеле по други планини, така не беше нешто ново, тука ајде да речеме да се потсетиме. Разликата беше во тоа што имавме потежното дишење. Тоа беше главниот проблем. Уште од самиот старт ние на многу високо се качувавме и многу брзо ги добивавме висините. Тоа ни беше главниот проблем и единствената разлика, би ја рекол, во поглед на нашите возења тука. Ние од самиот старт имавме голем дел, тежок дел. Од старт качивме голема висина, скоро 2000 метри уште првиот ден. Како што кажам, нешко качивме голема висина, значи тој ден стварно не измори ептен. Понатаму имавме нормално возење. Малце чуден Килиманџаро, чудна планина е. Некој дел од Галичица би уклопил. Ама немавме таков стрмен дел како што имавме крајниот дел на Килиманџаро, каде што дури имавме делови на спуштање каде што не можевме да ги возиме и моравме малце да го буткаме, каде што беше толку карпесто, не знам, нешто можеби со корабски масив. Горе, јас би рекол дека останавме околу 30 на минути. Од прилика, можеби и повеќе, бидејќи имавме доста за споделување, нели, радоста да ја споделиме меѓу себе, слики да направиме, видеа да направиме и така натаму, така да пола сат не ни дозволи, после веќе стануваше ладно. Некои врвови ми се само хајк, некои ми се само бајк, имам негде натаму на Австралија, да не откриваме понатаму. Тоа е за со бајк, претпоставам со истата екипа што бев на Килиманџаро. Kilimanjaro, Hakuna Matata, Rus pole pole, Hakuna Matata, oh deva pole pole, Hakuna Matata.